Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико. За многу години, денешниот ден, 83 години од восстанието, 11 октомври, ден по кој Македонија се избори за својата независност, ден по кој Македонија успеа на светот да му каже дека е народ со коренов систем, ден кој не обврзува и остави аманет дека Македонија треба да се чува. Но како да се чува кога имаме одродници предавници? Народна забелешка, ќе се приклучам и ако нивната констатација, бидејќи илјадници животи се дадени за Македонија, за незината иднина и перспектива, но некој на еден многу налудничав начин стисне едно копче и направи национален геноцид, што мојот почитуван соговорник вечерва, кој ќе го представам за некоја минута, така и даде квалификати и задоволство ми да го потребам таа порака, таа компарација, бидејќи само лудите тоа може да го направат. Бидејќи од друга страна Македонија покаже и докаже во светот дека е земја во која се почитува неговото височество човековото право. Но кој ги почитува правата на македонците? И македонскиот народ и породи државјанство што си ја сака државата, што гине за државата, кој се бори за државата, кој принесува се најубави творби во кои Македонија препознаваат како држава, во која навистина не може некој да ја конкурира. Зошто? Made in Macedоnia или произведено од Македонија, да не ги редам, тоа се умови, тоа се раритети, тоа се артефакти, археолошка граѓа, 25 години метри археолошка географија, која ниједна држава нема. И мојата почитувана пријателска и наша стратешка држава, американците немаат, британците немаат, германците скајадија немаат, да не ги редам ред по ред. Македонија е тоа. Не случајно ова го спомнав во мојот вовед, бидејќи навистина 83 години од 11 октомври, од денот кога македонскиот народ му рекол стоп на фашизмот, нацизмот и се она што значи уништување на човековиот род. Прилеп и Куманово, два града хероја во кои навистина со право го носат на суштественото за македонското битисување. Еве, да му посакам добро вечер и добродојден на мојот почитуван пријател амбасадор Ристо Николски, за многу години амбасадоре. Нека е за многу години, нека е завно и за убаво. Еве, вечерва реализираме емисијата на историскиот ден или 83-тиот роден ден од восстанието во кој Македонија успеа да упрати порака во светот дека се бори за своите права и во борба против фашизмот, нацизмот, која ве денеска гледаме како се случуваат ситуација, рефлексија дека одвраќаат дека не биле фашисти и нацисти. Видите, прво мора се нагласи дека во Втората светска војна, кога светот беше загрозен, целиот свет од фашизмот, во многу земји, додима во средството, во Србија, во Хрватска, во Бугарија, секаде имаше и профашисти, и да речем, антифашисти, Так. борци против фашизмот. Во Македонија сите бевме на една линија, сите бевме во борба против фашизмот. И тоа мора да ни служи за чест, бидејќи велам, во речиси сите земји во светот постојава, во Франција го имавме Петен, маршалот Петен, кој де факто направи предавство и формира влада која направи пакт со фашистите, разбирате, во една Франција која французите биле секогаш слободолюбив народ. Тоа е првиот елемент на овој голем датум, а вториот елемент е што Асном, значи крајот на таа војна, 44-та година е најголемиот македонски празник. Светилник. Затоа што тогаш беше формирана современата македонска држава, кога име современа, че имаше и порано, и други. И таа современа држава беше како феникс кој излезе од пепелта, бидејќи светот беше убеден дека македонското прашање е затворено со Букурешт 1913 година, со Букурештиот мир, кога распарчаа Македонија, расчеречија Македонија, разбирате, и мислеа, после сето тоа што следуваше и геноцидот во Грција најнагласен,
асимилацијата во Бугарија со елементи на геноцид и така натака, српската политика во тоа време која се доживе еден невиден пресврт во време на Втората светска војна, бидејќи да се разбереме, прифаќањето на Србија, на српските комунисти во основата дека има македонски народ, дека треба да има македонска држава во рамките на федерацијата, еден невиден пресврт. Тоа е одредена ревизија делумна на Букурешкиот договор, разбирате. Така да и тоа покажува меѓу другото една се мала дистинкција од тоа, покажува дека било што друго, и кога се работи за нашиот егејски дел, кога се работи за пиринскиот дел, може да се направи само со согласност на другите држави. А такво нешто така е невозможно и според логиката на нештата е нешто невозможно и неостварливо. Значи, тој период од Втората светска војна, кога сите македонски патриоти, сите македонски чеда, ако сакате, да станаа на линија, на антифашистичката линија, е нешто со што мораме да се гордееме и што, велам, го врати така начето македонско прашање повторно на маса, како од феник из него македонците, а сите беа убедени дека после се што се случи после Букурешкиот договор во 1913 година, дека македонското прашање е дефинитивно затворено. За наша среќа, дали ние сме како пиреи, ние сме неуништиви како народ, и иако сега живееме страшни, невидени, трагични моменти, али да речам, тоа искуство на неуништивост на македонскиот народ е драгоцено и мислам и сега ќе допринеси, ќе придонеси и ќе овозможи да ние се вратиме и да обстоиме, затоа што, велам, загрозени сме и то во корените на нашата екзистенција. Дали може ретушира таа историја во кој дефинитивно државите кои беа коалициони партнери, да речем, на Хитлер и правеа косење, да речем, пустош во македонскиот дел, да речем, во Македонија, меѓу другото и на други територии, денеска да се прогласат дека беа миротворци. Се мисли нашиот источен сосед кој денеска ве слушаме што се случува. Тази информација што вика Комитетот на министри на Советот на Европа јасно му кажа дека мора да ги исправат грешките и пред да се испочитуваат пресудите. Ќе видиме. Тоа јас во тоа не верувам лично, затоа што го прифатат ли тоа бугарите, сета нивна политика, сите нивни историски синдроми паѓаат во вода. Бугарија нема никогаш да признае, ви тврдам, последните 50 години, нема да признае дека постојат македонци. Разбирате? Тоа е нешто што е 150 години таму, што е во генот веќе на луѓето влезено и тука не може се промени. И сите наши надежди дека утре ќе дојде друга влада или трета влада и пета влада, каква сакаат влада, дека дојде влада француска во Бугарија, па нема да има маневарски простор да ги менува тие нивни стереотипи, тие нивни, мислам, да не речам идиотски, разбира. Тоа се идиотски политики, да не признаваш ти во 21. век некој дека постои. А тука сме, јас, ти, тој, сите, ние сме тука. Имаме литература, имаме музика, имаме, што немаме? Разбирате, имаме театар, имаме историја, имаме политика, имаме се, имаме здравство, што сакате, разбирате, имаме. Они велат дека не постои. Има историчари бугари кои сами... Да, тоа се двајца, тројца кои се смелуваат, тоа ништо не значи. Што велат, јасно и гласно да знаат политичари дека има разлика меѓу бугарите и македонците, дека се две различни нации. Да, добро рековте, 150 години таа индоктринација која им влезе во менталниот чип на бугарите. Избришано е све во главата таа мемориската картица на самоидентификација. Дали тоа значи дека сакат да го прифатат она што го немаат и ќе го цитирам или ќе го парафразирам неговото блаженство, господин Стефан во на пригода рече, а и дедо Петар тоа го кажа, народ и држава која нема своја историја ита и краде туѓа историја. Тоа е суштината, разбирате. Тие велат дека ние крадиме нивната историја, а тие крадат нашата де факто, разбирате. Македонците биле овдека вековни милениумски, бугарите не биле. Тие дошли како татари тука, а не сум историчар, седам леговам во детали. Тие го земале нашиот јазик, не сме го земале ние нивниот. Меѓутоа, знаете, тоа што го спомнавте вие, ова што се случува последниве години, после распад на Југославија по-конкретно, не е ни бугарска, ни грчка политика. Иако и Бугарија, и Грција, Албанија, и Србија, која сега во најново време води изворедна политика,
прво тие во Втората светска војна, велам, комунистите, благодарејќи на комунистите, било која друга власт да беше во Србија, немаше да прифати ревизија на Бугурешкиот договор. Така. Тоа беа само комунистите кои има такви левичарски напредни И идеи. визионерски. Молам? И И визионерски. визионерски, да разбирате, никој друг немаше да дозволи. И сега што се случува? Значи, после распадот на Југославија, после тој повторен Феникс, значи првиот Феникс беше во 44-та Да. година, кога се формира современата македонска држава, македонски народ, јазик, историја, култура, све, разбирате, тоа мнозина не го проголтаа. Мнозина не го проголтаа, разбирате, поготово нашите соседи, кај што има дел од македонскиот народ. Значи, сега се обидуваат после распадот на Југославија, да се разбереме, кога беше јасно дека во крајот на 80-те години дека Југославија е готово, се распаѓа. Прв пат, Тај грците исто тоа видите, во 1988 година, во август месец, грчката влада донесе закон за нова административна поделба на земјата, каде прв пат почна да користат терминот Македонија. Ја прекрстија Источна Македонија и Тракија, Централна Македонија со Солун главен град и Западна Македонија, разбирате. Така да тоа прв пат, зашто го направија тоа? Сите тајни служби нивни аналитичари рекоа, Југославија е готова, Македонија се појава како независна држава. Тие почнаа да го користат терминот Македонија, за да можат утрената да го однего според нашето. Али мојата поента е, тоа не е политика ни на Грција, ни на Албанија. се искористени како маши. Ни како маши, како алатки, нити на Бугарија. Ова што ни го правеше Грција 30 години, ова што ни го правеше Бугарија 4-5 години. Тоа е интерес на некој друг, на главен меѓународен фактор, кој тука има своји интереси, кој Македонија не се обидува да ги открие. Значи, ретко кој се занимава со тој, никој не се осмелува да го каже. Амбасадоре, морам со вас да зборам, ја лутиле се, не се лутиле, ја го кажувам. Го кажувам врз основа што секојаш проблемот и дома е, во државата. Ама клучот е тука. Значи, не барајте го кога не бараја раската, Вината кај некој друг, гредата во твоето око, а тоа е, дали се согласувате, јас го пренесувам ставот и на експертската јавност, и на равната јавност, вели вака, Слободан има многу бугарофили, врховиците Македони кои создаваат ваква перцепција. Дали е точно? Не е точно. Видите, има луѓе кои се симпатии према Бугарија. Меѓутоа, Македонија, за тоа што не обвинува на безсмислен начин Софија, за некаква омраза антибугарска, немало никогаш. Еве, нека ми каже некој дека, или во печатот, или во било каде во медиумите, дека имало некаква омраза. А не само што нема омраза, него има толеранција која е невидена во светот. Еве, ќе узимам... Само во Да, момент, извинете. ако Софија вели дека ние не постоиме како народ, ако тврди официјално со документи, со декларацијата во собранието нивно, со објаснувачкиот меморандум дека до 44-та година сме биле бугари, па татко ми, дедо ми, јас ги паметам. Дедо ми мој, кој е роден во 1867 година, разбирате, ни велеше на мене и брат ми кога бевме деца, ни велеше не заборавајте, тоа е после Втората светска војна, македонски школи, македонски училишта, македонски јазик, македонска држава. Велеше не заборавајте, вие, татко ви ваш, јас, значи тој, мојот татко и мојот дедо, кој јас века сите ги памтам, сите биле македонци, а неговиот дедо е роден околу 1820, не знам токо точно која година е роден, Стефан се викал, Стефо, е роден 1820 година, значи тоа е 200 години. Вика, сите сме биле македонци, разбирате. И не може никој да го ретушира тоа и да... Ама тоа не може никој да го ретушира, разбирате. И меѓутоа, сите тие аспирации кои биле вековни во регионот околу нашите соседни земји, велам, за среќа и честитки за Србија што е промени таа позиција и што е призна црквата автокефалноста нејзина, што беше еден... Што сега напаѓаат дека не било тоа така? Не е важно, во секој случај чинот е чин. И тоа е за нас доволно и мислам нашата црква сега зазема еден прав став дека не мора да чека од грчката црква дали така од Вселенската патриаршија да чека од Истанбул, разбирате, нема потреба.
Така да Во кое самата таа ги наведе во писмото, се обратите се кај вашиот опонент Србија, на СПЦ. Почетокот така беше, после кога видоа дека овдека почна да функционира, мисле дека тие ќе бидат преку нив ќе се вадат, разбирате. Меѓутоа велам, значи и тие интереси кои се пошироки, кои се за жал после распадот на Југославија имаме потполно нова геополитичка ситуација на Балканот, разбирате. Југославија беше голем фактор, беше светски фактор. Тито беше светски лидер. Унија во Унија. Значи беше Европска Унија во Европска Унија. Европска Унија, разбирате. Сепо тоа Југославија беше еден фактор во светот. По многу што дури воен. ЈНА беше, не знам, четврта во светот. Четврта, пета, неко не во светот, во Европа. Во Европа, пардон. Така да Југославија беше систем кој функционираше. Не беше безпрекорен, имаше проблеми, имаше како во секоја држава, нема идеална општество, разбирате. Според тоа, се тоа се случува, се карти, се сценарија надвор од регионот. И тоа е нашата главна вина што сега не сме способни, не сме спремни, не сме, да речем, кадарни, не се осмелуваме да покажеме со прстот која е таа причина и тамо да го бараме решение. Велам често пати професор амбасадоре. Не случајно кога зборам биографство се работи за еден поранешен премиер во тандем беше со неговата десна рака. Мораме тоа генезата го фатиме и на крај финалето човекот кој едноставно најлесно стиснано на дилит и го стори 2018. Со неговата самосвест, мислам на Љупчо Георгиевски, кој според експертската јавност ја евиденска 11 октомври и правиме едно ретро, ама тоа ретро катапултира со фактичката ситуација денеска. Експертската јавност пишуваше во македонските во, да речам, неделници. Не би сакал сега, можам да го задржам името да не го спомнам, меѓутоа во секој случај беше спомнато дека господин Љупчо Георгиевски по победата 98 година, значи кај крајот на 99-та, заминал во Берлин и со госпоѓата Дорис Пак потпишал документ дека Македонија не е држава, туку територија. Не, тоа се измисли. Дали... Не, тоа се измисли. Апропо да, тоа се измисли. Такво нешто, разбирате, не може и да Европската Унија било кој такво нешто да прифати, и да бил тој спремен така да изјави. Неговата главна грешка, за сите зборува дека тој бил пробугарин. Неговото чувство, ние не го знаеме. Но тоа е дискреционно право него, меѓутоа колку е честно да се трансформира. Меѓутоа, сега, дали беше февруари, се не ме ваѓате за збор, 99-та година, капитулацијата во однос на Бугарија направи тој. Тој потпиша декларацијата. 1999-та со Иван декларацијата со Иван Костов. Он потпиша декларација со Иван Костов, во кој се откажа од македонците во Бугарија, се откажа од македонскиот јазик, го потпиша тој договор, тоа беше апсолутно американско масло, тоа беше Строб Талбот беше кој го водеше, тој Бугарија да влезе во Европска Унија. За да ја внесат во Европска Унија, за да може да влезе во НАТО. Дека нема пријатели со соседите. Нема проблеми со соседите. И нашите идиоти, тоа нема полесен збор, тоа е лесен збор. Значи, олицетворени во Љупчо Георгиевски, потпиша договор дека Македонија, значи нема проблеми, македонскиот јазик го девалвира според уставот, а уставот кој има Македонија? 44-та година, 45-та е уставот донесен. Значи, ти прифаќаш дека до 45-та година не било македонци. И тој, како да го наречеме, таа декларација, постае основата на договорот од 2017 година. Значи, тоа е основата. Тој го напише... Темелите. А велам, тоа е направено и Строу Талбот, тоа беше заменик американски државен секретар, се фалеше дека благодарејќи тоа е јавно кажа дека тоа е направено благодарејќи на американскиот амбасадор во Скопје и американскиот амбасадор во Софија. Тоа го кажа он јавно и тоа не го криеше. И целиот текст е американски. Значи, тоа е почетокот на крајот на Македонија, разбирате?
разбирате, кој после тоа се забрзуваше од 2001 година со агресијата од Косово и така натака. Меѓутоа, тамо љубичо прифати дека македонскиот јазик е според уставот. Како според уставот, бе идиот? Значи, Македонија му со 45 година, значи со други зборови при 45 година нема македонски јазик. Така да, велам, сето тоа е масло на други сили. Убаво го објасните тоа дека Америка го направи за да може да ја примат Бугарија прво во Европската Унија во 2005, после тоа во 2007 во НАТО е примија, разбира, уствари во 2005, обратно 2005 во НАТО, 2007 заедно со Румунија. Заедно со Румунија. Без тие европски критериуми, без стандарди. И затоа нема проширување сега, ги примија двете и Украина одлично напредува, Бугарија заостанува. Украина, Романија средни и правосудство и криминал и све. Има проблеми. Скокна, овие остана позади. Меѓутоа, добро, благодарам што го спомнавте Романија. Пак ќе речам, значи говориме. Само уште една работа на оваа тема, ќе ви кажам околу Бугарија, кога беше Пендаровски пред 3-4 години, колку беше во Атина, и тоа направи како некоја историска посета, тоа беше тотален неуспех, знаеш. И тогашната председателка на Грција му рекла: Бугарија нема никогаш, барем 50 години, да ги промени сегашните своји политики кон Македонија. Затоа надежта за нашиве гениалци дека тоа набрзо ќе се случи е чиста фантазмагорија. Ова вториот дел е мој, разбирате. Да. Али првиот дел вика 50 години, вика никогаш, најмалку 50 години нема да ја промени. Ја зациментира. Тоа го кажува Грција, да не се разбереме, Грција и Бугарија, иако нема многу јавни, се близнаци кои работат заедно против Македонија. Да. Нешто се разбираат без договор, а другото го комуницираат, прецизираат. Па дали знаете дека во Благоевград со пари на Европска Унија се изгради монумент на Филип Македонски. Зашто го велам? Значи, со парите од Европската Унија, сите украдени артефакти од нашите македонци големи, дали е гранична полиција, ова ги зборам врз особено што слушам, дали се археолози, дали се многу интересни македонци под навод комерцијални патриоти, се наполни музеот во Пела. Така, мислам, во тој дел, да речем што го изгради. Ова говорам врз на факти. Околу 20 милиона, 15 милиона беа средства за се направи тој музеј за археологијата, од демек потекнува од античка Грција. Колку сето тоа нам ни рефлектира фактичка ситуација во овој пас амбасадор во лабиринт во кој се наоѓаме и како да се најде излез од бриселскиот лабиринт, а да се зачува националното достоинство. Тоа е и работната тема. Тоа е клучното прашање моментално, разбирате. Македонија е донесена во еден тесен ќорсопак. Тоа е факт. Вината е 100% нашите предавници од претходната власт, кои потпишаа документи, прво договорот со Бугарија, 2017-та, договорот со Однивици 2018 година, после тоа Тиранската платформа е прифатија, тие де факто го збришаа од корен македонизмот, разбирате. И се е исклучително тешко да се врати што повеќе од тоа. Ние мораме да враќаме. Одземено е тоа, избришено е, уништено е. И знаете зашто Бугарија сега скока и прави големи проблеми? Се чувствува измамена. Тие потпишаа со нив, договорот за непријателство со нив не е страшен во целината. Кој ќе го читате, кој ќе гледате, има тука како декларацијата околу јазикот потпишува со двата устави и така натака. Дека може да го суспендираш, може со еднострано. Тој договор не само да го суспендира, секој договор може да се суспендира и овај од Дивици може да се суспендира. Меѓутоа, тие кога видоа потпишаа таков договор, велам по многу што безопасен, да го кажеме безопасен, со своји скриени опасности, меѓутоа во целината, кој ќе го потпишеш тоа, бидејќи имавме декларација претходно, горе долу е тоа. И таа декларација што се случи, ја потпиша, ја ставија фиока и никому ништо. Договорот, кога го потпиша, бугарите имат други амбиции, други планови. Знаете, кога со некого договараш нешто, а тој има скриени планови, утре ќе те извади. Со таков човек не се прави куќа. Утре ќе направиш куќата, ќе ја запали, ќе ја земе, ќе ја продаде и така натака. Така е случајот со Бугарија. Значи, тие кога видоа што ние им дадовме на грците во нивици, секој почекај, ние испадавме неписмени, разбирате.
И тогаш почнува ескалацијата и експлозијата на бугарската антимакедонска политика. Значи, на вчерашен ден, на 10. октомври 2019 година, собранието нивно е донесла нивна позната декларација, која че нема македонци, нема македонски јазик, нема македонска историја, нема ништо. Дека до 44 година сме биле бугари. Врз основа на тоа, следната година, во ноември 2020 година, тие прв пат ставија блокада во Брисел. Разбирате? Да. Да. И сега, само да го завршиме тоа, значи почнува таа ескалација бугарска, која нема крај. Која нема крај. И оно што претходно ме прашавте, како излез од тоа? Значи, клучен и катастрофален. Сега додиме да откажуваме договорот, не ќе биде контрапродуктивно. Дефинитивно. Сите ќе скокнат против нас, ќе ни извадат очи дека меѓународните договори треба да се Што едва чека тоа? Што одвај чека. Тоа би влетнале. Дури новиот што го подпиша, Да. што го подпиша зборот на СДС. Дури и тие ќе што тебе ја уништува државата. Е така. Значи, меѓутоа тој договор во него нема ни промена на уставот. Како ултиматум нема, не спомнува ништо. Во него историската комисија нема улога каква што сакаат ја ставија во преговарачката рамка. Да. Значи нема ништо И тоа. за јазикот нема. Сето тоа е во вториот протокол кој на 19 јули 2022 година го потпиша во Софија Бујар Османи. Тоа е македонската капитулација, тоа е македонското предарство. Тој е виновникот затоа што беше да се работеше за Албанија, тој ќе се фрлеше во Вардар, немаше тоа да го потпише, али чим е за македонците, Која дата беше на 20? 19 јули 2022 година. Ти благодарам. На 22 мај Не, пардон. 2022 Не, пардон, година, тоа е на 17 јули, а на 19 јули е прогласија одржана првата конференција меѓувладина Македонија, Албанија и Европската сте живи и унија. здрави. И тогаш е де факто врз основа на тој протокол. Претходно беше готова така наречен француски предлог е договор меѓу Македонија и Бугарија, тој е бугарски ултиматум. И тој се беше вграден во преговарачката рамка, меѓутоа немаше наша согласност. Со тој втор протокол ние сме прифатили. И значи и дека ултиматум за промена на уставот, и дека зависи нашиот напредок према Европската унија од резултатите на историската комисија, све во преговарачката рамка. И сега доаѓа на главното кој кај нас мнозија не го разбираат. Начинот на кој реагираше опозицијата и сега се уште се држи за тоа, дека под ултиматум нема промена на уставот. Симном капа. Меѓутоа, тоа не го решава проблемот. Затоа што и ние гаранции да ни дадат дека со тоа се решава проблемот, никој не може да ви даде такви гаранции. Све ќе зависи од Бугарија. Можностите на Бугарија во нашите преговори со Унијата се неограничени. Што сакат може да ни прават. И порема новата преговарачка рамка која направи Макрон, нема ограничување. Се. Да не фрлат во Вардар, све ќе биде поред преговарачката рамка. Разбирате, сите нас, сите македонци. Затоа, изводен беше протокол со тој мислам, предлог, дека нема излез нема прифаќање на ултиматум, значи, де факто не важи преговарачката рамка. Меѓутоа, нашиве се продолжуваат, и тоа е грешка, сериозна, продолжуваат дека ние ќе извршиме уставни промени со одложено дејство и дека тоа може да го реши проблемот. Не го решава проблемот. Ние утре да се согласи Бугарија да го внесе, да биде тоа со ограничено дејство, а нема никој да се согласи, кој гарантира дека Бугарија нема да не попречува на секој ќош, на секое непрашање, тие од 35... Ама ако го потпише дека се одложено, верувам дека нема, се откажува од ветото. Она се откажува само од Уставот, од да се инкорпорира. Се откажува само од блокадата од ветото на почнување. Она се откажува дека после тоа ќе не гали полице, ќе ни удара шлаканици секој ден, разбирате. Така да, ние и да ги ставиме утре во договор Софија рече да, важи во ред, нема да, зашто сега Бугарија не блокира. Велат и Европската унија. Додека не се стават бугарите во уставот, нема почеток на преговорите. Ајде во ред, ќе ги ставиме бугарите во уставот
Еве утре ќе ги ставиме Да. во уставот. Што значи тоа? Дека може да почне преговори според преговарачката рамка, по неа никогаш нема да не примат. Во неа јасно стои. Еден од тие услови е ултиматумот, е промена на уставот. Да. Вториот услов тамо што е, секој наш чекор напред према Унијата може да биде само како резултат на нашите отстапки во Историската комисија. И Бугарија така ќе игра. Значи, ние не сме вршили проблемот. Бугарија ќе си продолжи својата политика. Во ред, нека биде бугарите во уставот, тоа нив им е клучно за други причини, за само тоа. Нек во ред, утреден, тако ќе почнат нашите преговори, ќе почнат. Знаете колку ќе траат? 150 години. И пак не баш завршат. Ќе биде бетар од колку со Турција. Што никој не ветува дали Врско не ќе постои точно. Значи, ние со тој извореден чекор беше што им ставивме до знаење. Господо, ултиматуми не прифаќаме. Меѓутоа, таа вредност помина. Тоа веќе сега е контрпродуктивно. Не го промениме ни уставот. Бугарија нема никогаш да прифати да се тоа да се тоа повлече, никогаш нема да прифати. Али ако го откажеме ние вториот протокол, паѓа во вода. Да. Тамо се обврзавме ние и автоматски паѓа и преговарачката рамка. Значи, ние сме доведени во ситуација или ќе земеме радикални чекори ќе превземеме, или ќе се вртиме магијарски круг кој ќе се ќе не води на само продолу. Така да самата одлагање на ултимат, не прифаќање на ултиматумот моментално е на наша штета, на наш товар и наша пречка, не бугарска. Според некои има информации со знание дека владата на Македонија се обидува, подготвува некое писание, некое обраќање до Европската Унија. Да, некое писмо. Некое писмо и мислам со разумни решенија или предлози. Амбасадоре, 5 века македонскиот народ беше под плаштот на јаремот на Османската империја. И издржа, не се поголеба и остана тоа што се вика денеска македонец, македонка. Почитувани, морам јасно и гласно да упатам големи пораки, благодарност за вас. Не гледате ширум светот, не следите и навистина ми дава презвик. Голем поздрав до господја Ана во Холандија, која следи нашата емисија и благодарам за поддршката на сите македонци ова кралство Холандија, кај што многу се по број. Еве, во таа чест и благодарност, Само кажи која Ана? Ана Никовска. Мојата керка. Вашата керка ја и благодарам во секој случај и навистина за патриотското чувство. Се двоуме, еве, ми дадовте виза да го кажам презимето, а мене ми е предизвик, со тоа што нашите македонци во светот навистина си ја сакат Македонија. Повеќе од нас. Повеќе од нас. Да сте живи, здрави, Тоа е духа, факт. дефинитивно. И затоа се трудам таа агенција за културна соработка со македонците во светот да постои. И час поскоро, колку пати упатувам порака до премиерот да свати ова порака наша сериозна. Режија, ве молам, специјално за госпоѓа Ана Никовска и за македонците во Холандија и ширум светот, да ја пуштиме песната.
Ajde, slušam, leto breturče, Ana Прекрасна песна. Амбасадоре, што ќе додадете на овој избор и еве ова порака е за сите македонци во светот. Преку ова песна се дефинира националниот бит, националниот трезор. Македонската борба за чувување на она свето што Бог од исконно го дал ден денеска, а тоа е кодот. И дозволите ми јас од мојата скромност, ама морам да си го кажам, господинот Роман Шолц, директор на една референтна антрополошка лабораторија, која е исто као Мадридскиот институт, ми даде интервју и вели: Слободане, вие сте, господин Томич, ми одговарам на прашањата, ми го даде токму на денот на раѓањето на Александар Македонски, така го изфингирал терминот. Македонците се едни од најстарите народи во Европа, бидејќи Европа е создателот на светот. Меѓутоа, еве, тие се јавни признанија на институциите кои израчат авторитет во светот. Дали преку се тоа треба да се замеши конечно, еве, и песните покажуваат кои сме што сме. Видите, ова е прво една од најбавите македонски песни. Се согласувам. А нашиот фолклор, да бевме ние некоја поголема држава, цел свет ќе го пееш и свиреш. Цел свет. Да го брендиравме, да работеме, да се... Не можеме ние. Тоа ќе мала земја е мала земја. Тоа е хендикеп. Кантри музиката американска од цел свет се слуша, што е американска, разбирате. Американците сега те присутни се. Не може Македонија, нема капацитет за такво нешто. Значи, ние, например, имаме глумци од светски калибар со јазикот, тие не може да успеат. Да, меѓутоа го слушавте јапонецов вчера, гостуваше македонската опера. Има повеќе такви случаи, има такви ја љубат повеќе македонската песна. Видите, низ цел свет, јас не знам дали беше во Холандија, еден огромен хор ги пее Болен ми лежи. Да. Има во цел свет, во Јапонија, тој поперскиот... И Андреј Реис, што беше... Видите, ама тоа е хендикеп. Малата држава има мали, да речем, капацитети Дали за треба кампања да дисперзија. правиме? Амбасадоре, вие сте еден од референтните амбасадори и дипломати Македонија, без куртуазност, значи ми е чест и задоволство што со вас поделувам овие 60 минути пред македонската јавност и нека биде една порака и до Министерство за надворешни работи. Ја по кој пат спомнувам, еднашка да се ставија дакта импровизација материзмот, дилетантизмот од типот на Бујар Османи, уништила човекот Тоа кој се направи... неизбежни глупости. И да не наредам што го спомнав во емисијата со господинот Фаризи, кај што Димитров не ја нарече
топтан, салама, тактика и математика, дипломатија у тој контекст, кај што имаше прохибиција со алкохол, знаете, и што не, акцизни стоки, што е скандал. Што ме поракате, значи, час поскоро, еден ресет во дипломатскиот кор, во водите дипломатските води, да се повикат амбасадори кои дадовте максимален придонес, имате контакти, имате знаење, имате искуство, имате стратегија. Вие рековте на интерес на првпат, ако можам да кажам, во медиумите, за ова што рековте, убаво е, не сакаме со диктат, нели, одбивање, али тој заврши време на трајање, на користење. Што понатаму? Да, понатаму има решение, нема безизлезни ситуации, али велам, бидејќи треба да не биде апсолутно јасно. Иако Брисел, овие ќе пишуваат писмо, нели, најавија, и тоа е добро. Треба да се прави една акција, тоа е дел од, предпоставаме, на поширока дипломатска офанзива, не ги знам деталите, немам врска со нив, мислам, интерни информации немам. Добро е да се тропа на секоја маса, да се оди сека да се објаснува. Сите аргументи се наши. Така. Сите аргументи Да се се наши. каже вистината, Да се каже и да се објасни. објасни. Прво ќе прашаш дали вие, Франција, Германија, Италија, не знам, било која Малта, дали вие би подпишале договор за пријателство со земја која не е призна дека постоите како народ? Никој не би подпиша. Ние сме го подпишале. Зашто? Што не пресилиле? Да бидеме јасни. Не го подпишаме тоа доброволно. Нити декларацијата во 99-та рековме. Строут Талбот беше носител на тој и јавно го кажеше, се фалеше, разбирате. Овој се ќе напишан договор 2017 Па и за Косово и да извршија притиск да го признаат. 2017 година договорот со Бугарија, со Грција, договорот од Нивици. Текстовите не се ни грчки, ни бугарски се. Па и 2001 го донесо кардиналска сеанса, истиот тој амбасадор што беше во Њујорк, што вика, добро, ај ќе си заминам, без да сам се илустрира, Фрчковски. Се сеќавате со неговите Да, оставите го Фрчковски, не служувам внимание, разбирате. Во 2001 година имавме класична агресија, војна агресија од Косово, која беше под контрола на НАТО. Косово беше целосно под контрола на НАТО. 5000 војници имаше. И тие дење доаѓа, Сабајле во Македонија доаѓа вооружени со комплетно наоружање, веќе да се враќа. А таму птица да полетеше, немаше да ќе регистрира НАТО војниците и НАТО сите служби, разбирате. Према тоа не е спорно. Значи, во дадената ситуација нема теоретска можност Софија, велам, која еве деноиве направи нова резолуција, односно декларација во собранието, сите политички партии од првата до последната се на иста линија. Што не е пример кај нас. Оставите, ние две партии, три политики, разбирате. Значи, она го спомнавме, првата декларација на собранието, на класичната, клучната, главната, од 19-та година. Костов, Георгиевски. Не, зборуваме за декларацијата, за декларација на Бугарското собрание од 2019 година, вчерашен датум, на 10 октомври. Велам, тврди дека не постоиме. Вика, не постои македонски народ, не постои македонски јазик, не постои, и го кажува на сите. Нашите не одговорија ништо, разбирате. Тоа е бугарската, тогаш сите до еден гласа за таа декларација. Сега исто така. Значи, од најдесната до најдевата, до центристички, не знам, вакви такви партии, сите се на иста линија. И знаете што најстрашно? Према, не знам, анкета, јас го имам тука запишано која агенција, не бугарска, странска, вели, 83,3% од населението ја поддржуваат бугарската политика према Македонија, која е уништувачка. И сега во такви услови очекувате новата влада која ќе да промени. Не. Јас мислам, нашите ми е јасно тоа. Сега тактизираат дека создаваат позитивни, дека еве ние не сме противници, не сме ние ганстери, не сме ние терористи, ние бараме само нешто ни припаѓа, ништо повеќе. И сега само една мала дигресија, бидејќи од тоа зборуваме, еве што изјави нашиот гение наречен Зоран Заев. Во Швајцарија беше со Зијадин Села, кој преферира, вели, дестабилизација ќе се случи. Кој
претходно као градоначалник на кандидат за градоначалник на Струга велеше: гласајте за мене да покажеме дека Струга е албански град. Тој така велеше. Така беше кампањата. Он беа заедно во Швајцарија кај албанската диаспора и вели: и не може сите да бидат лоши околу нас, а ние да сме најдобрите. Ако сите се скарани со Македонија, проблемот е во Македонија. Па то треба да си забеган, да си, како да речам, медицински случај да го изјавиш. Па ти имат аспирации према нас. Тие тврда дека не постоиме ние, а ние сме биле виновни. Па ние не велиме дека нема бугари, ние не велиме дека нема грци, ние не велиме дека нема албанци. Не ги суспендираме од вистината што... А Сарафов, пак уште едно дека ќе се вратиме на темата, во 1902 година имал разговор со некој руски Игнатиев, мисля, не ме фаќате за збор, не го тврдам, тоа се ми дојде тоа име, али не сум сигурен. Интервју имал со него, публицист, историчар, новинар и така натака. И тој му вели: господине Сарафов, бугарите велат дека сте бугари, грците дека сте грци, србите дека сте срби, што сте вие? Он вели: па во самото паше прашање имате одговор. Ако србите велат дека сме срби, бугарите бугари, грците грци, значи ние сме автоматски нешто четврто. Ако бевме ние срби, бугарите и грците немаше се бунат. Ако бевме бугари, србите и грците. Значи, еден гениален одговор, кој вели во вашето прашање, е и одговорот. Ако сите тројца аспирират како овај, да не речам што, вели, ако сите се скарани со Македонија, вината е наша. Како бе наша? Ти имаш 5 грам да го тврдиш така. Иако претходно изјавуваше и ние сме същи народ, ние имаме со набъгнес дека ние имаме заедничка историја, велам, за такво нешто. Тоа е не политички криминал, тоа е предавство од прва класа, за такво се завршува. Добро, кои се казните одредби, амбасадоре? Али да се вратиме прво на вашето прашање. Значи, сега сме најдени во еден тесен ќорсокак. Овие напори кои се прават, цела таа, кој предпоставам ќе има една широка, масовна офанзива дипломатска, ова писмо кој го најави дека ќе го пишуваат до сите, е преоден период. Ви тврдам, и грчката председателка му рекла на како се вика, на Пендаровски, нема, Бугарија нема да се промени. Бугарите ќе одржат својата политика следните 50 години. 50 години не можеме да чекаме. Значи, ако не преземе радикални мерки, сите овие мерки ќе додат на крај до зид, нема ништо се промени, и ако Брисел дори покаже некој разбирање, Софија нема теоретски шанси да се промени, значи ние ќе мораме да одиме на откажување на вториот протокол, со кој паѓа и преговарачката рамка и ултиматумот за промена на уставот. И почнуваме од почеток. Бидејќи само уште една реченица, бидејќи проширувањето на унијата со било кого нема да има уште 20 години. Значи имаме период еден предолг за наши реформи и за расчистување на проблемите со соседите, разбирате. Ако не се преземе радикален чекор, бидејќи ситуацијата е таква, бар радикално решение. Нели се оди на радикално решение, ќе се вртиме во круг и ќе одиме прудово. Па не сијано таме, ве го слушам дискусот или дуелот меѓу господинот фон дер Лајен и Виктор Орбан, кој преседава со Европската унија. Тој инсистира за проширувањето на Западен Балкан, е суштествено значење. Госпоѓата фон дер Лајен го нападна за неговото кокетирање со Путин и сето тоа. Значи не чини и самата ситуација внатре во Европската унија. Тешка криза. Европската унија е во тешка криза. Недоразбирањата, двата главни столба на унијата се Париз и Берлин. Тие се основачи? Меѓу нив, добро, основачи беа 5-6 земји беа основачи. Меѓу нив има сериозни недоразбирања, сериозни разлики и тоа значи дека не функционира. Орбан прво кај нас го критикуваат, едини пријател кој ни даде кредит, поволен кредит, кој што нешто го кажа во Охрид, па тоа се го винуваат и го критикуваат. Медени зборови. Меѓутоа, знаете, ова што е он е како одеден револуционер,
одеден човек кој бара решенија, додека фон дер Лајен и сите други се бирократи кои следат политики туги и затоа ја водат во ќорсо како Европската Унија, во неповратен правец ја водат и затоа сите гласови кои се со Орбан, тоа се крикови од пуштињата кои сакаат да ја спасат Европската Унија. Амбасадор, веќе влагаме у финале, со оглед дека, еве, го задрживме внимание, сигурен сум на гледачите кои не гледат широм светот. Која е вашата порака пред тоа, еве ќе кажам, за неколку дена се навршува годишнина од заменувањето, би го нарекол вистински ангел, тоа е Тодор Проевски, кој е вистинска парадигма, не вистински символ како се сака љуби држава своја, татковина. Ангел беше. Ангел во кои песни пишува, пее и предскажал иднината на Македонија и мајчи факт дека сакам во контекст на тоа дека имаме млада генерација која несебично се бори за суштественоста и иднината на државата, не можам да не го сокрем и капацитетот на знаењето на вашиот син, кој навистина даде несебична придонес за странските инвестиции што дојде во Македонија и кој и ова влада малце треба повеќе да ги акцентира луѓето, че си земам за право, и за мојата маленкост кој со децени се трудиме, не дали треба да биде ставени на позадина во сосема на заборов, или треба таквите луѓе да бидат што најбрзо да се инкорпорират во акција. Видите, еден од главните проблеми на оваа држава е иселувањето на младите кадри, најчесто школовани, квалификовани и луѓе кои би требало да излечат оваа земја и од летаргијата, и од заостанувањето. Ние сме да се разбереме по многу што само Албанија која шиба сега, ние сме и Косово и Албанија и најпоследни и во Европа и во пошироко да се вели. Да, за жал, разбирате. Значи, ние мораме да тргнеме напред. Ако може да трнеш напред само со нови луѓе. Само со вистински луѓе. И честни, не комерцијални патриоти. Луѓе. И добро е сега што направија дека нема, нели така, примање по партиска линија и никаде во светот го нема тоа. Никаде го нема светот, тоа е абсурд тотален, разбирате. Има да се бираат само квалитетни кадри. Професионализам, компетитивност и село што значи кој е, што е, негово е. Така е. А каков е наше? Така е. Ако е каков, ако е спремен стручење, секој ќе го подржи. Кој ќе има идеја. И не само тоа, ќе не повлече сите напред. Абсолютно. Ако ставаш ти некако сидрото на зајав што велеше. Да не води напред. Да не води напред. Иначе све друго е сидрото. Го става, зашто става сидро да не води напред, а тоа те кочи. Така тоа. Кој вашата порака? Пораката е дека мора да се избираат квалитетни луѓе. И тие да се платат, разбирате. Прво да ми се даде простор за развој. Кај нас тоа не оди така. Кај нас таа љубомора која е длабоко навледена во нас, не спречава да бидеме прогресивни и да бараме оптимални решенија во интерес. Значи мора се тргне љубомората, кодоштвото, сплетките, играриите и замките против тие луѓе што се способни. Мораме да бидеме посветени на сопствената држава, која ќе успее, и да тука го даваме својот максимален придонес. Тоа ќе не води во прогрес. Благодарам за многу години уштенешка денешниот ден. Нека е за многу години. Навистина патока за нашето опстојување и иднина. Апсолутно. Да сте ми живи и здрави. Почитувани, го спомнав нашиот ангел, сите ние така го доживуваме, Тодор Проевски, Тоше Проевски, кој не обврза и неговиот аманет нека биде основа да ги споштуваме тие пораки. Еве јас обидов да ја побарам, но ја поздравам мојата екипа, тука е Кристина, мојот асистент, Ивана, Огнен и пошироко сите што се студиото. И благодарам за поддршката на реализација на овој магазин. Еве ќе ве поздравам со песната Цреша, кој Тоше вели сакам да ја најдам иста како што порано била. Да сте ми живи и здрави за многу години. Пријатна вечер. Република Македонија. Republic of Macedonia е називот на мојата и вашата држава и во Америка. Морам да кажам само уште кратко, многу ми е драго што вечерва се собравме од цела Македонија
од сите градови низ Македонија и од моето родно Крушево. Уживајте! Да можам бар да се разбудам во свет на љубовта, без стари договори и тие се ништа. Чекам што ме демнеја. Да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние патила што токму нас не следеја. А мојот живот игри без граници, уморна приказна, скинати страници, празни неиспишани. А мојот живот е вечно паѓање, се да се собере, пораз ке остане, навики стари во мене, тоа и ке остане. Да можам бар да те разбудам, со кафе утринско, по кревет заедно, па да те бакнувам, тоа го нема одавна. Да можам бар да се заљубам во мала селанка на росна ледина, небесно висока. Дајте да ме чујам, Македонијо! Празни неиспишани, ве обожавам. А мојот живот е вечно паѓање, се да се собере,